Извршителите се најагилни досега. Сметките ги чистат како никогаш и ги срушија сите рекорди на наплата од граѓаните и фирмите, вели статистиката која во прилог им оди само на нив и на оние кои наплатиле. Така, минатата година, извршители во државата наплатиле 159.761.407 евра, покажува објавениот извештај на Нивната комора за 2023. При ова рекордно страдале сметките на граѓаните, од кои се симнати 41,9 милиони евра. Една година претходно биле наплатени 40,5 милиони евра. Рекордна е и наплатата од државните институции како должници – 29,53 милиони евра, што е далеку најдобар резултат од претходните години. Од бизнисот, односно од правните лица, биле наплатени 90,34 милиони евра. Извештајот на комората забележува најголем број на извршени решенија во досегашното работење – 76.572 наплатени предмети, што е за 14.057 предмети повисок од досегашниот рекорд во услови кога не се применува Законот за облигациони односи. Законот за облигациони односи досега не сум чула да се применил од страна на извршителите, но законот беше дефинитивно прогласен за уставен. Во последен период почнуваат да пуштаат должниците или луѓето да пуштаат кривични пријави против извршителите кои ги одбиле со барањето за застарување според Законот за облигациони односи, кое системски закони мора да се применува. Кое е решението? Решението е да го применуваат Законот за облигациони односи, бидејќи е системски закон, а во Законот за извршување има член 93, според кој може да се повикуваат веќе неважешки за тие извршни исправи кои се застарели, тие не се важешки, не се валидни веќе. Што таа извршна исправа која е по-стара од 10 години не е важешка, толку. Спротивно на ова, се жалат и правните лица и извршителите кои ги застапуваат нивните барања, пошто следуваше иницијатива до Уставниот суд. Нивното толкување е дека може да се регулираат само каматите, но дека застареност на долговите не може да има. Измените на овој закон беа донесени од средината од минатата година.